بتلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور رمضان. Благодарност на Аллах Азza wa Jalla, Господарот на сите светови, кој не почести со вера Ислам и со бројни дарови и благодети кои се видливи и невидливи. Салават и селам, мир и спас и благослов во ден на џума му донесуваме на Аллаховиот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи ва селем, кој во еден хадис спомнал: "Ал-бахилу мен ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّي عَلَيْهِ." Скржавец е оној човек кој во чие присуство ќе се спомене мое име и тој човек не донесе салават на мене. Скржавец е оној во чие присуство ќе се спомене мое име и тој не рече Мухаммед салаллаху алейхи ва селем, алейхи салату ва селам. Дури вели пејгамбер алейхи селам: "Асраку сарик." Дали знаете кој е најголем арамија? Што ми одма луѓе помислуваме све на пари. Скржавец оној што не дава пари. Не, скржавец оној што не дава паметен збор. Скржавец оној кој не се насмевнува во лице. Скржавец оној, како што рекол пејгамбер, се спомне мое име Мухаммед, ти не речеш салаллаху алейхи ва селем, алейхи салату ва селам. Вика, дали знаете кој е најголем крадец? Најголем крадец е оној кој краде од намаз. Калу, ја Расулаллах, кефе јесруку раджулу мин салатихи. Зарем може човек да краде од намаз? Кале, нам рече, да, може да краде. Кеф? Како може да краде од намаз? Ла јутимму рукуха ва ла суџудуха. Ако човек клања намаз и не го потполнува рукуто и не го потполнува сеџдето, тој краде од намаз. Краде од намаз. Што? Најмалку треба да речеш Субхана Раббил Азим, Субхана Раббил Азим, Субхана Раббил Азим. А има луѓе, кога рече Елхамдулилlah, кога рече Субханалlah, бам, бум. На сеџде одиш Субхана Раббил А'ла, Субхана Раббил А'ла. Ова најмалку. Значи, ова најмалку. Е сега, ако рачунаме Субхана Раббил А'ла, Субхана Раббил А'la, Субхана Раббил А'la, колку секунди се? 5 секунди. Гледа човек една секунда, бам, бум. Значи, тој краде од намаз. И човек што краде од намаз, тој како ќе излезе пред Аллах? وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. И тие се мачеа, се труде, ама немаат ништо. Дали некој сака така? Дали посакуваш да работиш, да не добиеш плата? Дали посакуваш да се мачиш, да клањаш, да постиш, да одиш на джилак и да немаш накрада севап? Затоа че слушај убаво. Секој има потреба некој да го подсети, да го помени. Било во намаз, било во нешто да те научи. Зошто се за твое добро. Со нас е денеска еден хадис на пејгамбер алейхи салату ва селам, кој хадис го бележи има Муслим од Абдуллах ибн Амр ибн ал-Ас радијаллаху анхума, дека пејгамбер салаллаху алейхи ва селем рекол: "Кад афлаха", че постигне успех. На арапски фалах значи че го постигне тоа што го сака и ќе биде сочуван од тоа од што се плаши. Што е успех за верник? Како муслиман за тебе, што е успех? Ева, ако прашаме што е успех за тебе на дуња? Успех на дуња да бидеш среќен, радосен, весел. Успех е да имаш аирлија фамилија. Успех да имаш муабет со комши и со пријатели. На дуња успех. Што е успех на ахирет? Успех на ахирет е да влезеш во џеннет. Аллах да биде задоволен од тебе. Што е неуспех за тебе? Неуспех е да бидеш лош човек. Да немаш карактер, да немаш
фамилија што те почитува, луѓе што те сакаат. Те не може никога да те сакаат сите. Пегамбер што беше пегамбер, мунафици не го сакаа. И тоа е нормално. Мунафик не може да те сака, пошто е лош, тој што е човек лош, го боли зап, мисли сите ги боли зап. Што е неуспех? Неуспех е доаѓаш на судни ден и твојата џума ја гледаш на кантар на твојот најголем душман. Замисли. Си кланял џума, си поделил садака, зекат, си бил на хаџ, си држал Рамазан и доаѓаш на судни ден и кога гледаш на вагата не се твоите дела. Туку на твојот намаз на вага од твојот душман. Зошто? Зашто си зборувал лошо за него. Си го зборувал, си го клеветил, си го отцрнувал. Што е неуспех на ахирет? Додиш во џехеннем, наузу билlah. Омер ради Аллаху анху, оган, кој ќе видел оган кој ќе видел, и ќе ставил прст. И ќе тргнал. Прст на оган стави и трга. Рече, Омере, не можеш на овој дуњалучки оган да трпиш боли, пржи, како ќе отрпиш џехеннемски оган. А џехеннемски оган е 69 пати потопол од тој оган. Се замисли? Сега вели пегаме се, катафлеха, ќе постигне успех и на дуња и на ахирет. Кој? Кој ќе ги има овие три својства? Кој ќе ги поседува овие три својства? Тој ќе постигне и на дуња она што го бара, и на ахирет она што го бараш. Џабе ти ако на дуња си успешен, ако на ахирет гориш во џехеннем. Прво вели, катафлеха мен аслам. Оној кој ќе прими ислам правилно. Оној кој ќе верава ислам ја прифати со срце и со душа. Кој ќе биде вистински муслиман. Ние денеска гледам колку муслимани имаме. Муслимани имаме полно. Ма ние денеска сме како пена. Каква е таа пена? Како газина со кока-кола. Земи сок и замај чаша. И сипи во таа чаша. Кој ќе сипеш кока-кола, бум, и гледаш одма таа до горе се прави со пена. Почекај 3-4-5 секунди и ќе гледаш сокот на крај ќе остане волко. Зашто горе се полни пена. Ние сме денеска така. Ние денеска сме 2 милиарди, може би 2 милиарди и 200 милиони, ама немаме тежина. Како нема тоа? Па нема тежина, нема потреба да одиме во Арабија, во Израел. Ти види овдека. Дали има ми е доктор наш? Дали ми е професор наш? Дали ми е инженер наш? Дали ми имаме нешто јако, да се фалиш, да се гордеш со нешто наше? Видите колку деца има запишено на факултет. Колку деца има октиси на факултет. Пошто ние не само што не пуштаме деца, туку ние и другите што ги пуштаме. Па што го пушташ на школа, бе? Што ќе прави тоа со 200-300 евра, бе? Ти го деморализираш, бе. Што е најголем богатство? Значи, Европа, зашто не прима нас тамо? Што мислите вие? Зашто бара доктори, инженери? Не сака нас? Не, бе, не те сака. Ми кажува вчера човек, вика, валле, билле, доби черка ми воспаление на жолчка и се јавувам на таа улица име и презиме муслиманско. Чекај брза помош. А рече му, улица таа, Шмит е болен, абе за 2 секунди е пред тебе одма. 2 секунди одма, брза помош пред тебе. Кажи му, Ахмед, Мухамед, Хасан, чекај, ќе дочекаш. Зошто? Ако тој те примил тамо, не те сака. Тој не те сака. Тој што ти му си работник, му носиш пари, му работиш во фабрика, тој нема деца, тој има кучиња, мачиња, спие и тој тебе те прима. И некој во душа не те сака. И се тој не те сака. Ти овдека не се сакаш со луѓево, кој ќе те сака тебе? Сам не се сакаш. Значи, ние, затоа кој ќе прими ислам? Значи, кој исламов ќе го живее? Удхулу фи силми кафе, влези во ислам комплетено. Нема да играш мајтам со верава. Ако примиш ислам или си муслиман и тврдиш си муслиман, биди муслиман со збор, биди муслиман со дело, биди муслиман правилен. Не може да бидеш себишен муслиман. Зошто викат во исламска средина не сме да има сиромав човек. Зошто?
Па прво муслиман не смее да биде оној кој проси. Муслиман треба да биде оној кој работи. Може да проси или да пружи рака оној кој е инвалид, кој не е способен за работа, оној кој му се случила тешка болест и нема доволно пари да се лекува по болници, оној кој му изгорела куќа, му изгорело имот и тој нема, и тој може да побара помош. Ама муслиман, здрав, прав, да пружи рака, субхана, тоа е катастрофа. Тој се срами и себе си, го срами и динов. Да муслиман проси. Муслиман мора да биде активен, да биде жив, да биде работен, да биде способен. Сега, кој ќе постигне успех? Оној кој ќе влезе, ќе прифати ислам правилно, комплетен, да живееш прав ислам. Што рекол Алија Изетбеговиќ, потребна е исламизација муслимана. Слушате добро? Потребна е исламизација муслимана. Потребно е муслиманите да влезат во ислам. Чека, ние муслимани сме. Што муслиман си ти? Како муслиман сме ние? Живеа во Босна муслимани, срби, хрвати. Муслиман nije greh ono što uđe u usta, greh je ono što izađe s usta. Ti kažeš, filozofija ti kaževa. Nije greh ona što će vleze u usta svinsko alkohol, nije greh toa. Greh je ona što će zboriš od usta. Koji ti rekao toa? Verava ja što mislim? Ti što misliš verava? Verava je ona što rekao Allah i pejgamber, gotovo, halas. Nemoj više muhabet. Allah te rekao haram i gotovo, me zašto haram, a zašto svinsko haram? Nema zašto. Si musliman, ne si musliman. Veruješ ili ne veruješ? Gotovo. Znači, zato je potrebno, ako si riješil da živeš ili pak posakuvaš, da živeš islamski, muslimanski, da umreš kako musliman, وَلَا تَمُتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ muslimun, veli Allah u Kur'an, i nemoj da umrete vo druga situacija, osim samo kako musliman. Se rađaš, ti se uči jezan la ilaha illallah, vo desno uvo, koga će umreš, koga će bideš na smrtna postela, pak izgovori la ilaha illallah. Ама за да изговориш на смртна постела ла ilaha illallah, треба да живееш во живот со ла ilaha illallah. Како што живееш, така ќе умреш. Живееш далаверчески ќе умреш. Живееш човечки ќе умреш. Ти не можеш, што рече деноќа, ние сакаме да живееме ала франка, а да умреме ала турка. На тоа што збори? Што збор значи ој? Ала франка, ала турка. Стари муабети од тоѓи. Ама паметни на место. Сакаме да живееме ала франка, да живееме западно, модерно, а да умреме исламски. Не може. Како што ќе живееш, така ќе умреш. Живееш честно ќе умреш. Живееш со ислам, исламски ќе умреш. Втора работа, варузика кефафа, кој сака да постигне среќа на дуња и нахрет, прво да го живее исламот правилно, второ, кому Аллах му го направи рискот доволен. Што е доволен рискот? Што е риск доволен? Порно луѓето живеа со опинци, живеа со крави. Луѓето порно нема ни теписи, нема ни бомбилни, ама безсречни. Нема толку риск. Чека, може би Бајрам да каснат благо. Тебе секој ден денеска ти е Бајрам. Секој ден ти јадеш и месо и благо, елхамдулилlah. Дури си заситен. Денеска знаете кај има најповеќе луѓе? По диети, по теретани, по што? Зашто денеска луѓе имаат триглицериди, шеќер, мрсноти, зашто? Па јади, спи. Оди ти во запад, гледаш човек од 80 години земал. Било куќе, било маче и шета покрај река. Од Сабајле се движи. Зошто? За здравие. Гледа, подесто живее 80 години. Аллах ми пишал. Не, Аллах ти пишал. Аллах ти пишал да станеш во 6 сат. Аллах ти пишал да пиеш вода. Аллах ти пишал да бидеш, што рекове прошлата џума, ал му'минул кави хајрun ва хаббил Аллах мин му'мин даиф. Јакиот верник е подобро слаб. Мусма да бидеш јак. Јак и во уста, и во дело, и во џеп. Во се да бидеш јак. Како ќе бидеш јак цел ден спи? Како ќе бидеш јак цел ден очекуваш некој да ти пушти? Мајче е болна, мајче е болна. Погледни Мухамед алейхи салату ва селам. Во хадис Ибн Хиббан, хадис сахих, дојде Џибрил, мелек дошол, кај пегамбер алейхи салам.
И му рече: Мухамеде, имаш два избора. Имаш избор. Сакаш да бидеш владар, богаташ, или сакаш да бидеш пегамбер, скромен. И се ми што каме скромен. Ми не сакаме да бидеш ти мотан, да бидеш скромен во смисла да немаш кола, да немаш куќа, да немаш пари. Не, скромен, што е скромен? Скромен човек може да има милион во джеп, а гледаш мирен. Гледаш мераба со секого, тараба со секого. Гледаш некој пуфтач, нема ништо во джеп, се пуфта. Пред тебе ќе дојде телефон, iPhone, и после 5 минута, имаш 50 евро да ми дадеш борч. Чекай телефон, iPhone, 1000 евро вадиш пред тебе, а вома немаш 50 евро во джеп. Пуфтаджи, нам не треба пуфтаджи. Дојде мелек и му рече на пегамбер селем: Мухамеде, што сакаш? Сакаш владар, богаташ, кралј богаташ, или сакаш пегамбер скромен? И Џебраил алейхиселам му рече: биди скромен, Мухамеде, биди скромен. И рече: сакам да бидам пегамбер скромен. Како бил скромен пегамбер со селем? Што вели Аиша? Аиша радијаллаху анха, види што вели: لقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وما شبع من خبز وزيت في يوم واحد مرتين. Аиша, жена на пегамбер алейхиселам, вели: пегамбер алейхиселам пресели на ахирет. Никој пат во ден немал два пати леб и зејтин и масло. Никој пат. Ако имал за ручек, за вечера немал. Фамилија на пегамбер немало 2 дена поред јашмен леб. Ако денес имаат, утре немаат. Имаше еден комшија, кога ќе ги измолзе овси или камили, ќе му донесел млеко на пегамбер алейхиселам. А може да биде крал, да биде богаташ. Ама пегамбер бил скромен. Кога викам скромен, немој да се фалиш. Немој пред луѓе да зборуваш колку пари имаш. Немој да луѓе да кажеш: бев на вечера, јадев ова. Може некој гладен и друг сека доди на вечера. Може нема. Треба да пазиш да не му го скршиш срце на верник. Дури пишува да го скршиш Кабе не е толку голем грев колку што е да го скршиш срце на еден човек, муслиман. Да го скршиш, нешто е? Абе, тој срце ми го скрши. Што е тој момент? Значи ти кој ќе го навредиш, кој ќе го понижиш, кога ти се фалиш некому, вака, јадев, правев, имам ова, а тој пред тебе, и тој го сака тоа, ама нема. И трето, што е многу важно, وَكَنَّاهَ اللَّهُ بِمَا أَتَاهُ. Кој ќе прими ислам вистински, кој ќе има доволно риск, значи доволно, и кој ќе биде задоволен со она што Аллах му го дал. Задоволен. Денеска луѓе имаат дома алишта, одела, фрижидери полни, гледаш луѓе не се задоволни. Гледаш луѓе не се задоволни. Што е богатство? Пегамбер со селем вели: лейсел гина ан кесретил арат, иннемел гина гинал калб. Не е бога да имаш материјално богатство. Куќи, коли, пари. Богатство да имаш богата душа. Што е богата душа? Задоволен, елхамдулилlah, бимбери 400. Шушур на Аллах. Задоволен сум она што Аллах ни го дал. За жал нема време да кажам еден многу јак пример. Валлахи биллахи, кажува Салих ар-Раџихи, најголем богаташ во Саудитска Арабија. Пред 40 години во Рамазан земал пари да подели зекат. Да подели зекат. И вика: застанав на џамија вака, и ме фати сон. И во сон ми дојде човек, ми рече: да го помогнеш филан човек. Го кажам брзо. Да го помогнеш филан човек. И ми го кажа во фаца. Каде во тоа место, во тоа село? И оди шејх Салих ар-Раџихи, влези на интернет, напишај Салих ар-Раџихи. Денес во Саудитска Арабија кој ќе оди, ќе видиме тамо банки, Раџихи банк. Значи многу голем богаташ. Ама бил многу верник. И вика: оди тамо и гледа џамија, влега во џамија. Која ќе види во сон? Валлахи биллахи, кажува овој пример, го кажува еден човек по име Фахт ибн Бишр. Фахт ибн Бишр, другар него. Вели: која влегов во џамија, и кој ќе види во џамија? Имамот. Имамот најсиромав. Оđата најсиромав. И му било срам се пред џема да му даде пари. И вика: кога заврши, мудро се. Не човек да му дадеш пред луѓе, да видат цел луѓе се фалиш, па да понижиш. Вика: кога заминува цел џемат, и му рекол на имамот, валлај брзо го кажувам. Му рекол на имамот: селаму алейкум, алейкум сам. Како си, што правиш? Добро. Како ти јаво? Така, елхамдулилlah, задоволен. Беше Рамазан. Ме ти гледам тебе, банџија, време на ифтар, ајде. Ке мен на ифтар, ајде. Ој се не му кажува. Валлахи не му кажува. И го зема, и го носи дома за ифтар. За ифтар немаат ништо сем вода. Во Саудитска Арабија пред 40 години. Ко видел ова, вика: и халал чини. Јас сум
Вика, немаше во куќа нешто да погледнеш, да видиш нешто има. Празно. Реков, валлахи биле, знаеш кој сум ја? Не знам. Рече, сум Салих Раџики, богаташ. Во сон ми дојде човек и ми рече, помогни му на филан човек. Бидејќи тој 3 дена нема каснато ништо во уста. Човекот почна да плаче. Почна да плаче човек. Рече, во сон ти дошол човек, мелек, да мене ме спомне, да рече. И рече, што да му дадеш на тој 1 година да има јадење пиење. Колку 1 година? Ако заме просечно сега, 500 евро месечно, за година 12 месеци, 6000 евра. Вика, не, ја не, алхамдулилlah, не. Вика, едвај прими 1000 ријали. 1000 ријали се 250 евра. 1250 евра. Реков, човекот ти, алхамдулилlah, задоволен. Задоволен на што Аллах му го дал. Каков е овој верник што Аллах пушта во сон на богаташ, оди во филен место помогнеш тој човек. Тие се луѓе евреи, тие се луѓе побожни, тие се луѓе со чисто срце и со прав ислам.